Згрозен сум од информацијата за опожарените автомобили на пратеникот Петар Ристевски. Ова е чин за најголема осуда, бидејќи да се стават во опасност животите на едно 7-члено семејство во кој има стари лица и малолетни деца е еднакво на лудост. Чинот на опожарување на автомобил го сметам за директен атак врз човекот кој што деновиве беше еден од најголемите гласноговорници во собранието на Република Македонија против така наречениот француски договор. Воедно, овој грозоморен чин го сметам и како директен атак врз политиките на локалната власт, чие мнозинство советници во Советот на општината Прилеп се од редовите на ВМРО ДПМН. Кога на ваков начин се загрозува животот и семејството на народен пратеник, како може да ја зачуваме безбедноста, јавниот ред и мир на останатите граѓани на Прилеп? За лошата безбедносна состојба во градот, јасно и јавно говорев, апелирав и упатив барање пред непол месец. Тогаш локалната самоуправа, јас како градоначалник и председателот на Советот на општина Прилеп Дејан Продановски со останатите советници бевме загрижени поради честите физички напади во градот, масовните тепачки на млади луѓе и криминалните дејствија. Советниците побараа оставка на полицискиот командир во ОВР Прилеп поради неможноста да го зачува јавниот ред и мир во градот. Но добивме само статистички податоци и констатација дека безбедноста е на највисоко ниво, дури и беше упатен срамен демант од МВР на мојот говор одржан по повод лошата безбедносна состојба во Прилеп. Овие немили настани, за жал, се повторуваат. Еве веќе 4 опожарени возила во еден месец. Јавниот ред и мир повторно е нарушен. Голема среќа е што немало човечки жртви и е предизвикана материјална штета. Овој последен немил настан говори дека Министерството за внатрешни работи, на чело со Оливер Спасовски, ништо не презеле, ништо не решиле за безбедноста на граѓаните и нивните тврдења дека Прилеп е безбеден град е само празна флоскула која е насочена да прикаже и да создава привиден мир во градот под марковите кули со цел да се продолжи со безредието и криминалните дејствија. Состојбата и делата говорат дека ништо не е превземено за безбеден Прилеп. Случајно не се палат автомобили на 3 прилепски семејства во непол месец. Освен добро познатите случаи, имавме уште еден случај пред 2 недели, кога на уште еден наш сограѓанин, кој што е вработен во општинската администрација, му беше опожарено возилото. Го повикувам МВР и Оделението за внатрешни работи Прилеп да ги спроведат сите безбедносни мерки во мојот град, бидејќи како градоначалник барам сериозна одговорност од сите релевантни фактори и ќе упатам протестна нота и до меѓународниот фактор, амбасади и европски представништва во Македонија, поради неможноста МВР да ја одржува безбедноста на граѓаните на Прилеп и да го штитат и чуваат нивниот имот. Ви благодарам.